По драстичниот пад на цените на доматите кои денеска на пазарот во Кочани може да се најдат и за 50 денари за килограм, телевизија Кочани се обиде да истражи на што се должи поевтинувањето, од кое потекло се, односно дали се увезени од Албанија или од некоја друга држава. Цената на патлиџано е намалена, доста е падната. Од вчера е зголемена цената на краставиците. Слаб, нема извоз, а има поголем асортиман на патлиџан, домашен патлиџан, и затоа е цената падната. Мислам дека тај патлиџан е вратен назад затоа што не е квалитетен. Има најдено некоја бактерија кај него и е вратен назад. Новинарското истражување уследи по добиениот мејл потпишан од земјоделски агроном кој беше испратено на адреса на телевизија Кочани, од која објавуваме делот на водите. Во него се вели: почитувани, со голема тревога ви известувам за неодамнешното пристигнување на над 10 камиони со домати во Скопје од соседна Албанија. Шокантно, овие домати беа отфрлени на границите на Црна Гора и Босна поради нивните алармантни нивоа на тешки метали и пестициди. Тоа значи дека целото население ќе биде изложено на сериозна опасност со консумирање на овие опасни домати. Ова поставува сериозно прашање: кој им дозволи на овие камиони да влезат во Македонија? Бараме одговори од одговорните органи кои ни ги загрозија животите поради нивната негрижа. Итно ги молиме властите да преземат итни интензивни мерки за решавање на овој проблем и да спроведат строги инспекции за целиот увоз на храна, особено за оние од Албанија и други земји. На кванташки секој може сам да се уверите како се тргува со ваквиот раноградинарски зеленчук. Дописот е напишан од група производители кои се закануваат дека при наредниот увоз, без преглед на фитосанитарна инспекција и враќање на камионите со отровна храна, ќе ги купат доматите и крставиците и ќе ги донесат пред Министерството за економија да им ги сервираат на министрите да ги јадат. Инспекцијските служби за овој случај биле немотни, бидејќи било стратешки интерес да не се сопира увозот од Албанија.